Македонија доби нова сила во борбата против пожарите. Секоја голема промена започнува со една голема идеја. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев покрена иницијатива возилата кои со години мируваа во воените магацини да добијат втора шанса. Од специјализирана воена техника, тие прераснаа во моќни машини за гаснење пожари, подготвени да стигнат таму каде што досега беше невозможно. Идејата на Јанчев беше прифатена од премиерот Христијан Мицковски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и започна да се реализира. Со помош на општествено одговорните компании од Кавадарци и тимот на стручни лица започна процесот на преадаптација. Беше изработена детална проектна документација, беа набавени врвни професионални пумпи од Канада и започна неколкумесечна работа. До сега имавме само територијални противпожарни единици и за жал до вчера немавме ниту едно шумско возило или возило за отворен пожар. Сите овие возила претежно би се користеле на отворен пожар со нивните карактеристики, затоа што имаат погон на сителаски, се доста отпорни на температури, имаат одлични карактеристики и капацитети, дизајнирани според машински и електрофакултети и најбитно е да се каже дека до денеска ниту владата, ниту една општина нема потрошено ни еден денар за преадаптација, модернизација и закупување на пумпи и опрема за овие возила, него целокупната инвестиција е од општествено одговорни компании и физички лица. И токму тие физички лица и компании, напротив, што немаат допирни точки ниту со владата, ниту со општините, а најмалку со работењето на општини и на влада. Возилата кои што ги сервисирав со помош на општествено одговорни компании, за кои што сум им крајно благодарен на сите од душа. Особено на, јавно ќе кажам, на премиерот, за тоа што даде поддршка на целокупната идеја, и на градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, со чија што помош успеавме и помош на општествено одговорни компании на сите од една, од срце им благодарам, успеавме возила кои што вие сте ги фрлиле во буниште, да ги ставиме во функција. Едно такво возило кошта 1000 евра да биде купено. Тие возила ги пренаменивме од борбени возила фрлени на буниште, ги пренаменивме, ги сервисиравме, ги ставивме во функција да се борат со пожарите. Резултатот набрзо стана видлив. 5 возила Хермелин со цистерни со капацитет до 8 тони вода, 18 возила Пингсгауер со 1,5 тон носилост, 15 возила БТР со 6 тони носилост. Ова не се само возила. Ова се символи на новата енергија, на здружени сили и на решеност да ја заштитиме Македонија од пожарите и нивните катастрофални последици. Во рамки на Дирекцијата за заштита и спасување се формира Републичка противпожарна единица. Ова е проект кој покажува дека кога државата, локалната самоуправа и приватниот сектор работат заедно, можат да се создадат решенија од кои корист имаат сите граѓани. Македонија денес е побезбедна. Нашите шуми, нашите домови и нашите животи имаат нови чувари. Ова инвестиција во природата, во безбедноста и во иднината на сите нас. Станува збор за полициски и армиски возила кои што повеќе од 8 години не биле запалени. На овој начин можам да кажам дека државата заштедува неколку десетици милиони евра.